Јас сум Владко Василь. Ке читам како што пишувам. По професија сум копирајтер и ова е мој прв настап како презентер на конференција од ваков тип. Уствари, прв мој настап, јавен настап на било каква конференција, па може ке се осети мала трема у гласот, но вие сте тука да ми помогнете. Моите статуси и твитови се почесто почнаа да кружат низ тајмлајнот на корисниците на Facebook и на Twitter, крадејќи ви време како да лајкувате, ретвитате, коментирате и ги споделувате истите. Па забележувајќи ја таа виртуелна моја популарност, за која ја не сметам дека сум популарен, но Маријан смета, и ме покани да ја отворам оваа конференција. Според распоредот и движењето на оваа конференција, во повеќето презентации ќе се зборува за мобилизација, активизам и бизнис идеи сплетни со социјалните медиуми. Јас за социјалните медиуми ќе зборувам од малку поинаков аспект. Моето излагање тука нема да го искористам за цел со вас да споделам некоја конкретна идеја како да соберете повеќе лајкови или како за пократко време ги направите или ретвитови, туку целата дискусија сакам да ја направам и презентација сакам да ја спроведам на ниво на обичен човек, што ќе се обидам да ја пренесам позицијата на обичниот корисник на тие социјални мрежи. За малку подетално да ве внесам во уверливост на мојата денешна улога, ќе споделам бројки кои ќе оправдаат неа. На Facebook сум член од 1 декември 2008 година. Почнувајќи значи од декември 2008 година, па се до денес имам напишано околу 2500 статуси и нив мерејќи ги во Word документ ми скачаат од прилика 250 страни. Во големина фонд 12, значи. Пријатели на Facebook имам околу 2000, на Twitter сум прилично нов, скоро една година, но и тие бројки не се за подценување, имам околу 13.000 твитови и 1450 следачи. Нели не бројки ги вас во салата, тие што не ме следат, може да ме следат, Владко Василь, слеано со латиница. Близок до Ж. Овие бројки паушално, значи земено, доволно горе дека можам таа позиција на обичен корисник да ја презентирам и ја познавам и можам да кажам дека луѓето, односно обичните корисници, на што обрнуваат најмногу внимание, каде интеракцијата е поголема и каде се стекнува доверба по социјалните мрежи. Сите знаеме, нели сега да не се повторувам, Фејсбукот и Твитерот се алатки кои наоѓаат широка примена во денешниот живот. Секојдневните случувања се пласираат таму, искуства, се запознаваат нови пријатели, се обновуваат стари пријателства, ги уочуваш лажните и ред други работи. Па дали сте вие со бизнис идеја или со замислен активизам, таму лесно ќе најдете место од кое можете да го разберете обичниот говорник и неговите секојдневни обкружувања, моменти, интереси, потреби и грижи. Мојата потреба за пишување, почнувајќи како новинар, се уште не дипломиран, жртва на ЕКТС, ја искористив како можност што овие медиуми токму ја нудат, да го кажам своето мислење гласно, независно и слободно, токму како што го чувствувам, комплетно отворено и честно. Тоа што може ме прави популарен кај луѓето од овие мрежи е потребата на самите нив да слушнат и прочитаат дека некој друг мисли и зборува исто како нив, живее и сочувствува со нив, ги поттикнува, нели тоа се основни човечки потреби да слушнеш некој сличен на тебе. Моите статуси, твитови, пласирани во пишана раскажувачка модерна форма, директно презентираат сознание дека луѓето не се сами и дека некој некаде непознат ги разбира, а оние тоа го потврдуваат со нивните лајкови и ретвитови. Најчесто теми со голема интеракција на моите статуси и твитови се оние од типот што директно или индиректно се инволвирани во нашите животи. Љубов, спорт, секс, политика, културно-уметнички живот, забавен живот и ред други работи. Значи, јас од дневното споделување на неколку социјални приказни, полни со содржина, искажана во минимум зборови со доза на хумор и сатира, оставам простор секогаш за дебатирање, на дополнување и се разбира на спротивно мислење, но во тие пишани зборови секогаш, значи секогаш, преку отвореност и искрено се стекнува доверба и внимание.
Зашто повеќето луѓе кои читаат најчесто нели сакаат да препознат сродна душа и да се препознат себе си, но со стекнувањето на таа самодоверба можеш понатаму да постираш што и сакаш. Вчера направив еден таков експеримент, не ми е тука пиша, но сега ми текна, објавив точка, како мој статус и добив негдека 15 лајкови, 15 коментари и 4 шера. Значи веќе добиваш доверба од луѓето дека дури и Владко Василев што пишува по неколку статуси и неколку твитови на ден и точка да објави нешто сака да каже. Јас моќта на социјалните медиуми ја разбирам како моќ на препознавање, значи на потребите на другиот и сочувство на истите, наместо како моќ на препознавање на начинот на нивна експлоатација за лична, општествена или деловна цел. Па и да биде оба второто, секогаш безусловно мора да почнете и тргнете од првото. Секој дневниот однос, сведен на ниво на едноставност, обичност и еднаков, многу значи, мерејќи го во лајкови. Се надевам дека успеав да ви доловам еден аспект кој понатаму ќе внесе дополнителен жар на она што ќе се зборува понатаму, односно еден темел на кој ќе почнеме да ја градиме оваа денешна дебата поврзана со социјалните медиуми. Верувам дека единствено со целосно сваќање на позицијата на обичниот корисник на социјалните мрежи и медиуми, ние понатаму можеме да продолжиме да дискутираме за граѓански активизам, бизнис модели и сето она што е предмет на анализа на експертите на социјалните мрежи. Ви благодарам. Прашања ако има, ова било лесно. Прашања нема. Која е твојата тајна? Жена ми. Значи све кажав, чим нема прашање. Имам уште некои 4 минути, а Маријан знам дека нема време у својата презентација, па можам да му ги предадам него, ако не е проблем. Кој е најпопуларниот или најконтроверзниот статус до сега на Facebook? Па многу имам, не знам. Не ги памтам. Ги имам, запишам, не ги памтам, многу, имам доста контроверзни. Најчесто се политички, така да не можам да одвојам нешто посебно. За мене не е контроверзно, ништо, ама... Дали Владко Василев? Ја можам уште 3 минути да останам. Може уште едно прашање? Може, да. Дали Владко Василев мисли дека е попопуларен од Ж? Па, тоа еднаш напишав, дека се додека ја имам повеќе следачи од Ж на Твитер, Твитерот ќе има смисла. Фала многу.